крајот на денешното издание зборуваме за нешто кое што не очекува викендот, поточно 15 и 16 јули. И тоа се деновите по нуркање кои што се организираат кај нас, поточно на базенот Аеродром. За сите оние кои што се заинтересирани, но има и критериуми кои што постојат за пријавување, каде што може да се научи што всушност е нуркањето, како изгледа една подготовка за нуркање и што се треба да знае еден нуркач. На оваа тема повеќе и за организацијата на денови по нуркање зборувам со моите денешни гости, а тоа се Бојан Ангелевски, кој што е председател на спелео-нуркачкиот клуб Врело, како и Христијан Милановски, кој што е секретар на истиот клуб. Добро ни дојдовте во утринска на тема. Мене ми мило што имаме можност да презентираме, но и да им представиме или да им најавиме на нашите гледачи она кое што го подготвувате, а ќе се случува викендов 15 и 16 јули, денови по нуркање. Одличен период да ете оние кои што се заинтересирани или ако од секогаш нуркањето им било предизвик, а сакаат да научат повеќе, да може да се пријават и да нели бидат дел од самата подготовка и учење што всушност значи нуркањето. На кој начин се организира се тоа, кој е критериумот по кој што може да се пријават, сите важни детали кои што би можеле да ги кажеме и до кога трае пријавувањето, ако се уште трае. Вака, значи овој викенд 15 и 16 на базенот Аеродром, попознат како воен базен, ќе се одржи отворен ден за скуба нуркање и сите што се заинтересирани ќе можат да дојдат да бидат присутни, ќе бидат инволвирани во тоа што значи нуркање, како се припрема примата и ќе можат од прва рака да пробаат првите чекори во скуба нуркањето да ги направат таму. Инаку овој ден, овие два дена стартаат од 10 до 16 часот, сите нема пријавување до 18, пардон, нема пријавување. Кој ќе дојде може да не најде таму и да се представи, ние ќе го запознаеме со опремата и тоа е тоа. Ќе проба. Да, кога зборуваме за запознавање со опремата, за пробување, за нуркање и сето тоа, постојат и различни екскурзии кога сме на одмор и тури кои што нудат нуркање. Бидејќи сум била на една од нив, мене навистина самата таа опрема која што се треба да се намести за да нуркаш ми делуваше многу првенствено тешко, второ малку со страф и трето кога треба да се одите да нели во длабочините, тогаш можеби за многумина тоа да е и пречка за нуркање. Што е она кое што веројатно пред да се влезе во вода треба да се научи и кога се става самата опрема и кога и психички треба да се подготви оној кој што нурка? Па ние сега овој викенд ќе правиме Discover Scuba се вика тоа, значи сите кои не се запознаени со опремата за да се запознаат, да ги значи има 3 вежби кои се работат да ја запознаат опремата, како се монтира, како се става опремата, основните 3 вежби кои им треба да се снајдат, да пробаат да дишат на боца под притисок под вода, да држат регулатор во уста, значи тоа се основните некои работи што ќе правиме ние сега овој викенд на воениот базен или базен Аеродром. Понатаму кој сака нели да оди погоре, да продолжи понатаму со обуки, значи си има одредени нивоа на обуки што се земаат, за тоа се зема сертификат со сертифициран инструктор и оди понатаму. Така. Овие инсекти кои што ги гледаме се нуркање во пештера, конкретно во пештерата Врело, која што нели знаеме дека постои такво нуркање, те пештерата Врело на Матка. И Бојан, кога се договаравме за гостувањето, вие ми рековте дека особено треба да потенцираме која е разликата помеѓу нуркање и спелео нуркање, односно нуркање во пештера. Вака, сега овој инсерт што оди е од туристичката пештера што секој може да посети на Матка. Постои езеро и внатре овој инсерт во моментов е од подводната пештера. Сега околу ова да разграничиме, скуба нуркањето е еден од, иако делува, како што кажа претходно, доста опрема, да се приготви се да се направи, еден од најбезбедните спортови, со што самата опрема, секој што користи, има бекап, као ако еден од деловите се расипе или нешто не е во ред, може одма да користи друг. И тоа е така, све се представува уште у старт. Сега, спелео нуркањето е скроз различна врв на нуркањето и спаѓа во екстремни спортови. Не е како скуба нуркање. Во скуба нуркањето секогаш почнува од базен, како овие сега инсерти што ви гледаме слики, и
Сосема безбедно, не се оди се стои реално и се потонува на колена во метар и пол длабочина. Се додека не успее ученикот да ги совлада вежбите што ги спомна Христијан претходно и потоа следи курс. А спелеонуркањето е веќе, значи еве да ги наведеме, ние сме по ПАДИ програмата даваме обуки. Таму одат Open Water Diver, тоа е првиот курс, потоа тоа е до 18 метри длабочина, потоа е Advanced Water Diver, тоа е до 40 метри длабочина и после следат дали за спасување, дали за длабоки нуркања, дали ќе се разгранува. И па спелеонуркањево е веќе на врвот на тоа и скрос опремата е различна, се носи многу повеќе опрема, многу повеќе знаење е потребно, многу повеќе тренинзи, не е како рекреативен спорт, туку е екстремен спорт. Значи не може, некој треба да посвети години за да може да стигне до тоа ниво. И при тоа треба да го нема на чувство на клаустрофобичност или психолошката подготовка ако зборуваме за нешто со кое што може да се соочи, но ако се поминат сите тие нивоа, веројатно се подготвува за оној врв за кој што се е тренинг како и во сите други спортови, психофизичката спремност е многу битна во гњурењево, со тоа што но тука ризиците се поголеми, така? Се разбира. Има ризици во секој екстремен спорт се подразбира дека има некој пресметан ризик што со тренирање човек се станува комфортен во тоа, дури се ужива, не знам. Колку има кај нас, еве вака, од вашето досегашно искуство и работа со сите други активности кои што ги има спелеонуркачкиот клуб Врело, колку има интерес за нуркање, за учење за нуркање и при тоа оние кои што можеби се дел од или сакаат да бидат и да видат како изгледаат тие отворени денови по нуркање, да понатака продолжат. Какво ви е искуството во меѓусебни соработки и комуникации, особено со млади луѓе кои што би требале да се со физички предиспозиции за тоа? Па многу голем интерес и нема баш заради тоа, нели сега не сакаме малце да се промовираме, да ги активираме, пошто многу луѓе не знаат дека постојат нуркачки клубови, поготово во Скопје, заради тоа што во Скопје немаме езера или на река, немаме каде баш да нуркаме. Во Охрид има нуркачки клубови, меѓутоа во Скопје има неколку нуркачки клубови, ние сме еден од нив и сакаме да ги активираме луѓето да се запознаат, значи секој што сака да дојде да проба да види. И понатаму ако сака, нели, сака да биде скубан нуркач или рекреативен или сака понатаму, нели, со тек на времето да стане технички нуркач, спелеон нуркач и така. Може секој да си одбере што сака да биде. Кога зборуваме за нуркањето, она кое што е придобивка или убавина во самото нуркање е кога се запознаваме со водниот свет, нели? И кога тие моменти кои што нуркачите ги поминуваат под вода се едноставно за оние кои што не нуркаат необјаснливи, но и непроценливи истовремено. Имате ли некое искуство во нуркањето во смисла што би можеле да издвоите како специфично нешто што од целата оваа кариера, да речеме, со нуркање за вас оставило впечаток? Мене лично највише ми прија безтежинска состојба постои, буквално е луѓето кои космонаутиве кога тренираат во базен. Да. Со нуркачка опрема да се навикнат на таа безтежинска состојба, тоа е. Другото све е различно од оваа и не е природна средина водата за нас, но како се ослободуваш, како почнуваш, нормално се е тоа да биде со сертифицирани инструктори и мислам дека се ослободува човекот, не е тоа. За посебни работи кај нас нема реално во езерава многу што да се види. Охридското езеро е уникатно, тоа можам да кажам. Има голема видливост и што е ретко за езера, а во море тоа е се поразлично, има многу работи да се види, риби, корали. Така е. Христијан, ако уште нешто за мене секој влегување во пештерата е нов предизвик, како во нова пештера сме влегле, значи нашата пештера е пештерата Врела матка е прекрасна и тоа не го имаат многу светски нуркачи кажано, заради тоа што е голема, широка и едноставно треба да се доживее за да се види, да се доживее.
пред да завршиме би сакал да изразам голема благодарност до базенот аеродром што ни овозможи соработка, да направиме вежби, да го направиме настанот и ќе оствариме и понатамошна соработка за тренинзи и вежбање на базенот. Голема благодарност до нив. Да, секако треба услови, терен кај што ќе може тоа да се реализира и јас верувам дека ќе бидат успешни овие отворени денови понуркања, дека ќе има навистина голем интерес, дека ќе се зголеми бројот на членови во спелеонуркачкиот клуб Врело. Вие времето не истекува во однос на тоа кои се критериумите за членување и слично, но верувам тие податоци може да ги најдат и податоци може да ги добијат и директно на базен. И на базенот, така. Да. Ви благодарам многу за гостувањето и за одвоеното време. Клубот има своји останати активности кои што ние ќе ги пратиме, па може повторно да се видиме во некоја следна средба каде што би зборувале и за нуркањето и за убавините под вода, но и за тоа како треба или што треба да се научи за да се стане нуркач. Имајте убав ден, ви благодарам. А ние тука завршуваме со нашето денешно издание. Ви благодариме за вниманието. Она кое што на крајот секогаш го препорачуваме да останете во добро расположение, добро здравје и да останете со програмата на Тилма. Надвор е топло, затоа подобро е дома да уживате и да не гледате. А со нас се разбира повторно утре во 6 часот и 55 минути. Довидување.